Една од основните задачи на секоја држава, на секоја земја, е да се заштити паричната единица, т.е. банкнотите, да се ги заштити од фалсификување. Порано, кога постоеле монети изработени од скапоцени материјали, при што самата монета покажувала или вредела колку што е материјалот вложен во неа, немало фалсификување. Зошто некој да фалсификува сребреник или златник, кога вредноста на сребреникот и на златникот е она кој е иста со златото и среброто кој е сковано во таа монета. Меѓутоа решиле луѓето со текот на времето, поради економски причини, да пишуваат номинална вредност на банкноти, на хартии. И така има случаеви една хартија, обична хартија, која вреди можеби 1 евро, номинална вредност да носи со себе, да содржи 1000 евра. Има такви банкноти од 1000 евра. А тоа пак довело до појава на фалсификатори. Тие допишуваат 1000 евра на нивни хартии и ги пуштаат во промет и така стануваат многу богати. И затоа државите се обидуваат да ги заштитат своите банкноти од фалсификување и во секоја држава има луѓе кои се оспособени за таа задача. Имаме и ние меѓу нас, Теки мислам дека работеше неколку години, 15 години во таков сектор. Знам се за вас, знаете. Да. И во секоја држава го има тоа. Агенти или службеници кои се борат против фалсификувањето на парите. Има во Америка агенти, во Федералниот трезор има агенти кои се борат, значи борба против фалсификување, и тие се специјалисти, како Теки. Можат веднаш да разпознаат кој е фалсификат, а која банкнота е оригинал. И ако прашта такви стручњаци, кој е најдобриот начин да се заштитиме од фалсификувани банкноти, тие ќе кажат познавањето на оригиналот. Џабе да ги научиме сите фалсификати, ако не го знаеме оригиналот, не ни помага. Ако го познаваме добро оригиналот и знаците кои ги содржи оригиналот, тогаш ќе ја препознаеме фалсификуваната банкнота. И тоа важи за секоја област, а најмногу важи за духовниот живот. Постојат многу учења, постојат многу филозофии кои претендираат дека се вистински, божествени и кои нудат излез или нудат спасение за човекот. Постои еден оригинал кој останатите се обидуваат да го копираат. И сатаната, кој е таткото на лагата, е главниот фалсификатор. И луѓето се заблудуваат многу лесно. Луѓето многу лесно тргуваат со тие фалсификувани учења, фалсификувани религии. Зошто? Зашто не го знаат оригиналот. Не го познаваат оригиналот. Ако сите го познаваат оригиналот, вистинското учење на Господ Исус Христос, ако го познаваат вистинскиот спасител, нема да се заблудуваат и нема да трчаат по други спасители. И тоа е една од темите која ќе разгледуваме ова вечер. 13 глава на книгата Откровение. Ќе се запознаеме со два звера, едниот објавува претенции на божественост и другиот кој нуди фалсификувана или фалшлива религија. И целта на сатаната е токму тоа, преку таквата фалсификувана религија да го заблуди човекот. Му нуди учење кои навидум се привлечни, кои ветуваат многу, кои нудат успешен живот, мир, благосостојба, но на крајот таквите учења завршуваат со смрт. И начинот да го познаеме вистинското учење, да се држиме на вистинскиот пат, е познавањето на Исус Христос и неговото учење. На 14 глава е продолжение на интермецето кое почна во 12 глава, на почетокот на 12 глава. 12 глава почнува со видение, после онаа видение на крајот на 11 глава во кој Исус Христос е објавен за цар на се. Тој сега е цар на се, меѓутоа во овој свет кој
некако е приврзан кон сатаната, луѓето не го признаваат неговото господство и неговата власт. Но ќе дојде денот кога царството на овој свет ќе му припадне на Исус Христос и ќе стане царство на Исус Христос. И тогаш секој ќе го исповеда за Господ. Секој ќе му се поклони. И тогаш секој ќе ја добие својата награда или пресуда. Оние кои денеска ја употребуваат слободната волја, за да го избираат доброто, праведното, Божјото, ќе добијат вечна правда и ќе уживаат, ќе се насладуваат на благословите во Божјото царство. Оние кои ја користат слободната волја, за да изберат зло, неправда, убиства, кражби и сето она што му припаѓа на сатаната, ќе го искусат Божиот гнев и во вечноста ќе се соочат со неправдата. Тоа е сцената во последната сцена од 11-та глава. 12-та пак ни покажува како луѓето поради својот избор, избирајќи го Бог или сатаната, учествуваат во една духовна војна. Сите живееме на земјата и сме вклучени во духовната војна. Во таа духовна војна војуваат силите на темнината, сатаната, неговите ангели и војува Божјото царство. Војува Месијата и Божиот народ и Божите ангели. И она што можеме да го видиме преку целата 12 глава е дека во таа духовна војна во која противникот, сатаната или црниот змев, иако е опасен, иако е страшен, тој е победен. Гледаме дека Божиот народ победува. Бог дава победа. Сите обиди на сатаната да ги уништи Божите луѓе, да го спречи Божиот план за спасение преку Месијата, пропаѓа. Секој обид на сатаната да го попречи спасението преку Христос се уништува. Они кои избираат да му служат на Бог, они кои избираат да живеат со Бог, се оградени од Божјата заштита. И се она што го прави сатаната за да ги уништи, Бог го претвора во благослов. Се свртува да биде за доброто, но оние кои го љубат Бог. Видовме и она клучното во 12-та глава како доаѓа до победата. Победата е преку крвта на јагнето. Сатаната е обвинителот, клеветникот. Тој не обвинува пред Бог за нашите греови. Тој обвинува и тврди дека ние не заслужуваме спасение. Спасението во крвта на јагнето. Секој клевета, секој обвинение на сатаната се соочува со Божиот одговор. Избришено е, исчистено е, простено е. Се измиено во крвта на Исус Христос. И не само тоа, туку сатаната е обесилен преку крвта на Исус Христос и продолжува и сведоштвото на оние кои го пазат учењето на Исус Христос и сведоштвото на нивниот живот. Тие посведочија за својата вера така што не ги жалеа и своите животи. Ако сме спремни да го следиме Бог, дури и по цената на животот, клеветите на сатаната остануваат без основа. Тој не може да не клевети, зашто Бог ќе покаже, гледате, овие моите, оние што веруваат во мене, оние што ме следат, ја покажуваат својата лојалност дури и тогаш кога нивниот живот е загрозен. И темата за мачеништвото, која почнува во 12 глава, продолжува и ова 13 глава. Гледаме како двата звера се нафрлаат на Божите луѓе да ги убијат. И на тој начин некако да ги притиснат да се свртат кон сатаната и да му се поклонат на сатаната. Лидија го прочита текстот, во еден момент гледаме како сите, со исклучок на Божите луѓе, сите оние чии што имиња не се запишени во книгата на животот на јагнето, ќе се поклонат на статујата на сатаната. Само оние кои веруваат во Бог ќе издржат на искушенијата, на сиот притисок на сатаната и ќе му останат верни на Бог. Тоа е темата, една од основните теми на 13 глава. И кога говориме за
мъчеништво, кога говориме за спремноста да се жртвуваме за верата во Исус Христос. Не мислиме само на они ситуации кога ќе ни стават нож под грлото или пиштол на челото и ќе не уценат да се откажеме од верата или да умреме. Се мисли на секојдневното умирање. Секој треба да си го земе својот крст и да си го носи. Секојдневно ние умираме за егото, за себе си, за да живееме за Бог. И на таков начин ние го обесилуваме сатаната. Крвта на Исус Христос не изми од гревовите. И ако секојдневно го носиме својот крст, сатаната нема право, нема основа да не клевети. Тој е симнат од небото преку нашето сведоштво. Спремноста да умираме секојдневно за Исус Христос. Тој е обесилен. Тој е симнат од престолот преку нашето сведоштво. Преку животот што го покажуваме во светост и во праведност. Тоа е темата на 12 глава. 13 глава, ќе видиме, продолжува со двата звера. Ајде да видиме која е основната идеја. Кои се оние учења, која е длабоката духовна содржина што е внесена во овој текст. Нема да успееме да ја поминеме целата. Ќе видиме до кај ќе стигнеме, времето е пред нас. Нема да го читаме текстот, веќе го прочитавме, ќе одиме така како што, справяме стих по стих. А јас застанав на песокта и од морскиот брег и видов звер како излегува од морето. Звер. И ова не е прв случај во книгата Откровение да се појави зверот. Зверот веќе го сретнавме во 11 глава. Тамо пишува дека зверот излегува, во 11 глава пишува дека зверот излегува од бездната. А бездната, или подземје, е во Библијата духовната реалност на темнината. Тоа не е буквално физичко место, туку метафора за духовната реалност или существувањето на духовната реалност на темнината. Со други зборови, сака да се каже дека зверот излегува од темнината, од царството на сатаната. Тој авторитетот, власта, силата ја влече од сатаната, од ѓаволот. Тоа е идејата. И тоа ќе го видиме многу јасно во 13 глава. Многу јасно пишува дека власта, престолот и силата му е дадена од змејот, кој е идентификуван многу јасно во 12 глава дека е ѓаволот, сатаната, старата змија. Значи, тој звер, овдека ќе видиме, излегува од темнината. Апостол Јован стои на морскиот брег, на морскиот брег и гледа како од морето излегува од зверот. Според некои толкувања има овдека символика. Бидејќи морето во Откровение, во книгата Откровение или водите, е метафора за безбожниот свет. За овој свет кој некако му припаѓа на сатаната. Си го присвоил сатаната. Неправедно го присвоил. Например, во 17 глава 15 стих пишува дека водите, кои што Јован ги виде, се луѓе, толпи, народи и јазици. Ова фраза толпи, луѓе, народи и јазици обично во книгата Откровение го означува неспасениот свет. И морето е како една метафора за разбрануваниот свет кој врие како котел. Светот е како котел во кој што превираат економски, политички, воени, секакви други процеси и од време на време тој котел прелива во конфликтни ситуации. Идејата дека тој звер ќе излезе од тој котел, ќе излезе од светот, од безбожниот свет. Зошто се нарекува звер? Овој што го гледа Јован. Самиот термин е употребен за да се покаже карактерот на таа личност, на зверот. Во митологиите, во древноста, зверот е нешто страшно. За разлика од денес, што овој термин се користи во најразлични конотации. Например, некои што се така по-фраери им викат зверки. Тие се зверки и нема така нешто страшно во тоа некој да е зверка, дури е убаво. Зверот асоцира на крволочност, асоцира на убивање, на бруталност, на жестокост. И затоа е употребен овој термин. Имаме контраст звер и јагне.
Зверот е крволочен. Од зверот не можеш да очекуваш добро. Зверот носи само лошо. Тој ќе се представува како спасител, тој ќе нуди спасение преку лажна религија, но неговата суштина, неговиот карактер е зверски. Тој е крволочен, тој сака да уништува, да усмртува. И ја гледаме врската со змевот од 12-та глава. Таа врска многу јасно станува понатаму. И змевот, и зверот асоцираат на нешто страшно, на нешто деструктивно. И таа врска меѓу зверот и змевот се гледа во нивните атрибути. И зверот и змевот имаат по 7 глави и 10 рога. Има една разлика. Круните кај змевот се на главите и тој има 7 круни. Додека овдека ќе видиме круните се ставени на роговите и тој има 10 круни. Зверот во 13-та глава. Што значат тие круни? Овдека ќе видиме ние понатаму позадината за овие сцени е земена од книгата Данијел, 7-та глава, во која има видение за 4 звера и ќе видиме ние описите на зверовите се исти како овдека, во 13-та глава. И круните, и главите, и така натаму. Круните, роговите означуваат власт, царственост, позиција. И бројките се исто така интересни, кај змевот тие се 7 на број, што значи некаква полнота. Додека овдека имаме 10 на број, што е далеко од бројот 7 и ќе видиме понатаму кажу приемственост. Власта на зверот доаѓа од змевот. Што значи? За нас е многу важно кој е всушност тој звер овдека. Секако во право се претеристите кои велат дека позадината за сцената, сетингот, е земен од првиот век, од времето на управувањето на императорите, римските императори и Римската империја. И многумина толкувачи овдека во ликот на зверот ја препознаваат Римската империја и римските императори, последователно неколку императори. Гледаат 7 последователни римски императори. Меѓутоа, ќе видиме ние понатаму власта, моќта, силата и политичка, и воена, и економска, и духовна, тоа е најглавно, далеку ги надминува рамките на власта и моќта кои ги имале императорите. Ќе видиме дека овој звер практикува сила и власт каква што никој до тој момент не практикувал. Затоа, да, можеме да кажеме дека овдека имаме сцени од првиот век. Можеме да кажеме дека карактеристиките на зверот и целите на зверот можеме да ги препознаеме историски во многу системи, во многу личности. Но овдека Јован ни го представува есхатолошкиот антихрист. Антихристот што ќе се појави на крајот на времето. Оној кој ќе ја собере, некој ќе ја сублимира власта на сите претходни системи, императори, автократи и ќе управува со истата цел која што имале сите претходно антихристи. Ќе работи на остварувањето на целта на сатаната. Значи, овдека имаме есхатолошки антихрист. Но не само тоа, ќе видиме, тој во себе ги прима карактеристиките на сите претходни империи. Изгледот му е како првиот звер во Данијел, вториот и третиот и четвртиот, кои пак се 4 последователни империи во древноста. Тој ги има во себе сите тие атрибути, сите карактеристики. Што некако ни говори за кулминација. Во ликот на тој антихрист, безбожничкиот систем ќе ја доживее кулминацијата. Светот оди во таа насока. Светот оди во одстапништво, се повеќе и повеќе.
темнината, неморалот, се повеќе го опфаќа човештвото. И тој процес ќе доживее кулминацијата со појавата на есхатолошкиот антихрист. Што значат 7 глави? Во 17-та глава имаме јасен опис на атрибутите на зверот. Таму ангел му објаснува на апостол Јован што значат и роговите, и круните, и царствата. И таму накратко кажано, овде ќе се задржиме само накратко, 7 царства, 7 глави се 7 цареви, пишува таму, тоа е 7 царства, не цареви, а 10 рогови, 10 цара. 10 цара кои се предмет на многу анализи од луѓето кои се тие, во книгата Откровение се неважни. Пишува дека се само 10 цареви кои му ја даваат власта над зверот. И толку, ништо повеќе. Тие немаат никакво значење во историјата. Важноста е ставена над зверот. Тој добива власта од 10 цареви. 7 царства. 7 царства по аналогија на виденијата што ги има Даниел во 7 глава, за 4 царства таму, представуваат империи, светски империи. Империи кои во древноста се врзани со историјата на Израел, со исклучок на 7 царство, кои не можеме точно да го врземе со Израел, бидејќи е футуристичко, ескатолошко. Во иднината се појавува. Во древноста првите 6 царства се врзани со етничкиот Израел, бидејќи етничкиот Израел во Стариот Завет ја игра улогата на Божји народ. Тоа не можеме да го кажеме денес. Денес Божјиот народ е составен од сите етникуми. Затоа 7 царство не се врзува точно со еден етникум и немаме некаква точна врска, не можеме да бараме врска со етнички Израел. А во древноста царствата се представени. Египет, Асирија, Вавилон, Мидоперсија, Александар Македонски, Рим и 7 царство. 6 царства се до времето на Јован. И сите тие се врзани на некој начин, имаат врска со историјата на Израел и затоа се предмет на изучување и на Стариот Завет. Ги имаме во Стариот Завет. Во древност има многу царства. Има кинески царства, може би имало Атлантида, не знаеме. Меѓутоа не се вклучени во Библијата. Зошто не се вклучени? Зошто не се дел од светата историја за спасение на Божиот народ. Немаат никаква врска со Божиот народ, нема никакви контакти. Вклучени се само оние царства кои на некаков начин имаат врска со евреите, како Божи народ. Египет е првата империја во која што Божиот народ Египет падна под робство. Асирија е втората империја па која го окупира северниот дел, Северното царство, Израел и го одведе во робство. Вавилон е третата империја која Јужното царство го одведе во робство. Мидоперсија е империјата која го врати Божиот народ во ветрената земја. Александар Македонски, неговите потомци, го освоја Израел и еден од неговите потоа наследници, Антиох Епифан, изврши во храмот во Ерусалим мерзости или сквернавења какви што немало дотогаш во историјата. И Римската империја како царство која е доминантна империја во времето на Новиот Завет. Сите се врзани по некаков начин со Израел. Можеби и тоа 7 царство за кое не знаеме кое какво е, се говори за некаква обновена Римска империја, нема да навлегуваме во такви детали, го очекуваме. Тоа 7 царство припаѓа на зверот. Тој царува во тоа 7 царство. Има 10 цареви кои му дават власта на 7 царство. Меѓутоа, сите претходни овие империи некако се врзани со зверот. Има некаква врска меѓу нив. А врската е што сите тие се безбожнички системи кои работат за поробување на луѓето во власта на сатаната. Тоа е идејата. Друго нешто што можеме да видиме, претенциите на зверот, а на неговата глава имаше богохулни имиња. Што значи богохулни имиња?
Во никој случај богохулните имиња ја нема тона идеја која ние се представуваме, збори против Бог, некакви хули или лоши работи. Не е тоа богохулење. Апостол Павле, кога пишува за човекот на беззаконието во второто послание до Солунците, 4 стих, таму вели дека тој човек на беззаконието се противи и се воздига над се што се нарекува Бог или светиња, така што ќе седне во Божиот храм и ќе се представува себе си дека тој е Бог. Што е богохулењето? Зошто Христос беше обвинен дека хули против Бог? Зошто се објави за Синот Божи кој седи од десно на престолот. Хулата е да имаш претенции, да изјаваш претенции за божественост. И во тоа е хулењето над зверот или неговата богохулност. Тој има на главата богохулни имиња со кои покажува претенции дека е Бог или божествен, дека е божествен. И повторно тука имаме сцена од времето на апостол Јован. Во негово време не било невообичаено императорите да се објавуваат за богови. И Август, и Цезар, и Тит, и Веспасијан биле, и Клаудий, биле објавени посмртно од Римскиот сенат за богови. Им е дадена титулата Дивус. И потоа, после нивната смрт, во храмовите се поставуваат статуи и луѓето им се поклонуваат на тие императори како на богови. Имало случаи во кои што императори на монетата, на кој што бил нивниот лик, допишувале титула Дивус, што значи Бог. И на тој начин се прогласувале за богови. Имало случаи во кои луѓе, додека биле живи императори, се прогласувале за богови. Така, например, самиот Домицијан, кој управувал во времето кога Јован го пишува ја пишува ова книга Откровение, Домицијан си додава титула покрај сите многу титули кои што ги имал, титулата Dominus et Deus, што значи Господ и Бог. Така да тој се прогласува за Господ и Бог. И многумина овдека во ова фигура звер ги препознаваат императорите од Римската империја. Како што реков, ќе видиме ние понатамо во текот на изучувањето на оваа глава. Моќта што ја има оваа личност, далеко ја надминува географски и во секој поглед моќта на римските императори, што ни говори или укажува на фактот дека станува збор за некаква идна ескатолошка фигура. И кога говориме за богохулењето, треба да потенцираме дека богохулство е секоја нашо изместување на Бог од неговата позиција и нашо поставување на Божја позиција. Сите ние сме богохулници. Сите ние сме богохулници. И кога сме богохулници, ние сме припадници на овој звер. Зашто зверот имаше богохулни имиња. И ние може да се запишеме овдека богохулни имиња. Зошто? Што секојдневно ја узурпираме власта на Бог. Бог има власт над нас. Бог решава. Бог е нашиот Господар. А ние секојдневно сакаме да го изместиме Бог од неговиот престол и ние да управуваме, ние да решаваме што да биде. Ние поставуваме правила, што е добро, што е лошо. Она што ни годи нам, на нашето его, на нашите похоти, го издигаме како добродетел. Она што не ни годи, го тргнуваме. И стануваме критериуми. Место Бог. Секоја претенција за божественост е богохулење. И треба многу да внимаваме. Зашто, иако јавно откриено, не се прогласуваме за божествени, не си додаваме титули Деус или Доминус, го правиме тоа со нашите решенија и со нашите постапки. Овдека во оваа глава многу јасно е представен изборот на човекот. Дали ќе му припаѓа на Бог или ќе му припаѓа на зверот. Дали ќе го следи Бог или ќе го следи сатаната, змевот. Преку цело време во овие глави што следат се поставува прашањето како го користиш, како ја користиш слободната волја, изборот. Што избираш?
да го следиш Бог или сатаната. А то се покажува преко сведоштвото на нашиот живот. Нашиот живот покажува дали го следиме змевот и цверот или го следиме Бог. Во многу нешта. Овој цвер решил да го следи змевот. Многу јасно. И следењето на цверот, ќе видиме, тоест на змевот, од страната на цверот, е со цел, конкретна цел, придобивање на власт. Ќе видиме, тој ќе придобие многу власт, и економска, и политичка, и воена. И сето тоа ќе му го должи на змевот. Бидејќи го следи змевот, го следи ѓаволот или сатаната. Ајде да видиме. Адвокати на ѓаволот. Дали сме адвокати на ѓаволот или сме адвокати на Бог? Зверот што го видов беше како леопард, нозете му беа како на мечка, а устата како на лав. Овдека се вградени атрибутите на сите 4 звера во видението на Даниил. Значи, овој звер во 13-та глава ги содржи атрибутите на сите претходни империи. Во себе ги сублимира сите безбожни империи. Тоа е како кулминација на тие неправедни системи. И змејот му ја даде својата сила, својот престол и големата власт. Власта, силата и престолот се добиени од сатаната. 12-та глава јасно открива дека змевот е сатаната. Овој звер има сила, има власт, има престол. Од каде доаѓаат? И зошто змевот му ги дал? Го натерал да ги зеде, да ги земе. Насила му се дадени. Како ги добил од змевот? Повторно доаѓаме на изборот. Зверот се сојузува, станува ортак на змевот. Избира да биде следбеник на змевот. И змевот му ги дава сите, му дава сила, власт и престол. Тој станува воплотение на сатаната. Зошто? Заради силата, заради власта. Многу луѓето, кога говорат за антихристот што треба да дојде, кој може да биде личностно, може да биде и систем, може да биде тело, не е задолжително да е некаква личност. Може да биде организација која ќе застане на престолот на Бог и седа на престолот на Бог. Антихристот не е карактеристичен со големата економска, политичка и воена моќ. Главното е духовната позадина. Бидејќи сатаната му дава се, сатаната му дава и темна духовна моќ. Духовната моќ која доаѓа е важна, која доаѓа од сатаната. И бидејќи тој станува партнер на сатаната, тоа го определува неговата судбина. Ке видиме, зверот ке заврши во ужас. Сите оние што се уртачиле со сатаната, завршуваат во смрт. Сатаната нуди, и повторно се враќаме на фалсификатите, нуди фалсификувана религија. Зошто? За да ги придобие луѓето. Ја изопачува вистината и ветува, многу ветува сатаната. Сатаната ветува власт, сатаната ветува успех, сатаната ветува среќен живот, задоволства. Сатаната ветува методи за достигнување до целите, полесни методи, стратегии. Зошто треба да си чесен и честно да работиш кога можеш преку манипулации, кражби и лаги да стигнеш до успехот многу побрзо од оние што работат честно. Тоа се стратегиите на сатаната. И многу луѓе, за жал, многу луѓе ги избираат стратегиите на сатаната. Склучуваат сојуз со сатаната, зашто сметаат дека заедно со него ќе стигнат повисоко во своите цели
и ќе бидат радосни и задоволни. Многумина избрале. Некои јавно тоа го декларираат, дека се поклоници на сатаната, зашто сатаната им ветува. Да, сатаната многу ветува. И луѓето избираат со лаги, со манипулации, да ги достигнат целите што сатаната ги поставува пред нив. А вистината е дека во сите ветувања на сатаната останува само празнината во човекот. Наместо сите оние големи, светли ветувања, луѓето на крајот завршуваат во смрт. Сатаната носи само уништување, темнина и смрт. Сатаната не дава живот, зашто природата на сатаната е сурова. Тој е деструктивен, затоа е змев, затоа е звер. Како што не можеш од змев и од звер да очекуваш добро, така не можеш од сатаната да очекуваш добро. Нашиот народ вели, кој сади тикви со ѓаволот, тикви од глава ќе му се скршат. Народот во својата мудрост достигнал до вистината дека секој партнерство со сатаната е за наше зло. Затоа да внимаваме со кого се сојузуваме во животот. Чии патишта избираме, Божи или ги избираме патиштата на злиот. Да внимаваме какви методи применуваме во животот. Како се пробиваме во животот? Преку Божјата светост и праведност или преку злото што сатаната ни го нуди? А сатаната е многу лукав, злото да ни го представи како голем успех. И затоа луѓето користат лаги. Затоа луѓето убиваат. Спремни се на се, за да ги достигнат целите што сатаната ги поставува како идеали. Сметаме дека ако сме многу богати, независно од начините на кои што стигнуваме до богатството, ќе сме радосни и среќни. И на крајот осознаваме дека богатството не нуди никаква радост и никакво задоволство. Осознаваме дека остануваме празни во животот. И заблудувајќи се по лажните вредности на сатаната, по неговите заблуди, измами, стануваме многу, многу лекомислени и зажалени. Пред некој ден, петок вечерта, бевме на гости кај Панчо, професорот. И заврна дош, додека бевме таму. Многу дош, силен дош заврна. И човекот немаше чадор, ни даде еден мал, единствена чадор што го има, многу мал чадор, колку за една глава и половина, најмногу 2 глави, детски чадор. Идејата беше таа да оди со чадорот, а мене да ме врне дош. Меѓутоа, Красија секој пат пожртвувана и тргнавме така и рече, дај бе, ке се сокриеме и двајцата под чадорот. И викам, ајде ке пробаме. И шо направивме? Се така убаво се стуткавме двајцата под чадорот, си ги доближивме главите една до друга и така одевме. И не само што не изврна малку, само рамињата не ги изврна, но и бевме многу блиски. И Краси рече, како едно време сме сега. Навистина како едно време. Од кога не сме били така заедно? Ако имавме 2 чадора, јас ке бев на едниот крај на тротоарот, она ке беше на другиот крај на тротоарот. Ке молчевме и ке трчавме по дождот. А така бевме заедно, можевме и да се гушкаме, и да си говориме, и да не наврне дош. Мислиме дека, ако имаме 2 чадора, ке ни е подобро. Ако мислиме дека имаме 2 коли, ке ни е подобро. Ако мислиме дека имаме 2 чадора, ако имаме 2 чадора, 2 стана, ке ни е подобро. Ако имаме 2 сметки посебно, ке ни е подобро. Лага, заблуда. Да, има луѓе. Едниот си има своја сметка, другиот си има своја сметка. Едниот си води свој живот, другиот свој живот. Едниот си вози своја кола, другиот си вози своја кола, децата трета кола. Тоа е живот, ке кажат. Каков живот? Не се гледаат, не комуницираат. Тоа се заблудите на сатаната. Ако секој си има своја кола, ќе му биде убаво. Глупости, лага. Кога сме збуткани во една кола, има и смеа, има и радост, има споделување, блиски сме.
Најубавите моменти ги имаме со семејството кога ќе тргнеме на море и патуваме без прекин 12 сати, 8 души, 9 души, 10 души во колата. Ако тргнеме сите со една кола, кај е убавината? Кај е радоста? Да не се заблудуваме, сите посебно, да не се заблудуваме по тие лаги на сатаната, дека тој ни нуди вредности. Вистинските вредности во обштението, во заедништвото, во заедничкиот живот, во љубовта што ја споделуваме, во пријателството, во дружењето, во жртвувањето. Тоа се вредностите на Бог. Заедништво има во Светата Троица, заедништво има меѓу нас. Сатаната носи разделување, раздор, непријателство, смрт. Затоа да внимаваме што избираме во животот, какви цели си поставуваме, кои ни се вредностите, зашто многу лесно може да станеме партнери на сатаната и на крајот да завршиме во смртта, во ужасот. И тоа е пораката што овие неколку стихови ни опатуваат.